Категорично не од Бундестагот и Меркел за брз прием на Македонија во европското семејство. Германскиот парламент се прогласил за ненадлежен да расправа и бара дополнително време за резимирање за податоците за Македонија, пренесо еминентниот весник Süddeutsche Zeitung. Она што сега се обидува македонската влада во форма на закана да го испрати како порака до Брисел, нема да ја промени состојбата преку ноќ, коментираат експертите. Веќе 2 години трае сагата која Заев и дипломатскиот тим се обидува да го презентираат како успешна европска приказна, вели за Алфа поранешниот дипломат Јован Донев. Значи датум за преговори не добиваме во јуни месец, летото ќе го поминеме во ишчекување, а премиерот Заев треба да си го одржи ветувањето. Факт е дека сите кои што се занимаваат во Македонија со надворешната политика, со соседите во окружувањето и регионално и пошироко, знаев уште минатата година дека нема да добиеме датум за преговори. Да не кажам, знаев, има още порано пред минатата година, че веќе 2 години знаеме дека имаме проблеми со проширувањето. Меѓутоа, нашата влада ги игнорираше, предпоставам, тие укажувања, зашто тие укажувања сигурно се во писмена форма, сигурно се наоѓаат во архивите на Министерството на внатрешни работи. И тоа нашата влада го игнорираше тоа, по нејзини познати причини само, и влезе во една хазардна игра и сега изгуби. Иако работите стануваат јасни, а Македонија ја става во подредена положба, Заев сепак следната недела ќе го користи последниот джокер за да ја обидува Меркел. Од друга страна пак премиерот ним се закани на европските челници. Ако не добиеме позитивен сигнал, не е исклучена можности за распуштање на владата. Јас верувам дека јуни-јули е достижа. Рековме дека секако тоа ќе влијае на стабилноста на владата и сакаме да веруваме дека Европа ќе испорачи. Не можем да гарантирам дека парламентарното мнозинство може да остане стабилно ако Европа не испорачи. Канцеларката Меркел може да го смета успехот на Северна Македонија за свое дело, таа беше овде на референдумот, на националниот ден на независноста на Република Северна Македонија, да даде подршка на ваквите процеси. Верувам низ разговорите ќе ги знајдеме сите можни начини за решавање. Ако дојде до ситуација да се врати мандатот, тогаш се повеќе опции. Ќе се отвори дебат. Една од тие опции се предвремени избори. По пораката од Берлин, се поизвестно е дека ништо поразличен нема да биде ставот ниту на Франција, ниту на Холандија, кои од самиот старт се против членството на Македонија во Европската унија. Владеачката партија во Германија пак не отстапува. И Македонија и Албанија во пакет треба да ги почнуваат преговорите. Но реалната слика говори дека Албанија е далеко од европскиот пат, што доказа тоа е негативниот извештај од Европската комисија, но токму ова ја става Македонија во незавидна состојба по извршените задачи и именувањето на името.